Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Менопаузата носи предизвици и промени кај секоја жена. Кои симптоми укажуваат дека влегувате во менопауза? Дали налетите на топли бранови, вагиналната сувост или пак покачената телесна тежина се сигурен знак дека сте во менопауза? Постои ли начин да се олеснат симптомите на менопауза, например со примена на хормонска терапија? Имаме бројни прашања кои што денеска ќе ги упатиме на доцент доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, затоа останете на Телма. За промените и предизвиците што ги носи менопаузата кај секоја жена, денеска разговараме со доцент доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма, добар ден. Добре ве најдов, добар ден и ви благодарам на поканата. Може да се најде на податок на интернет дека секоја просечна жена 1/3 од животот минува во период на менопауза. Па што е тоа точно менопауза и колку време трае? За менопаузата сме зборувале и често и долго и убаво е секогаш да се повтори. Менопаузата е последниот период од, да речем, животниот циклус на жената, па и од репродуктивниот период, бидејќи е период кој што не е репродуктивен. Се јавува во просек некаде почетокот на шестата деценија, од животот. Тоа значи дека би требало нормално да биде после 50-та година. Но знае да се јави и доста порано, па дури и многу порано, меѓутоа тоа е она рана менопауза која што веќе и не е малку патолошка, нели, поврзана со болест. Но како и да е, менопаузата е најприродниот процес во животот на жената, на времето и порано, кога медицината уште не била толку развиена, ниту пак науката. Жените го поминувале без никаков проблем. Ниту некој ги прашувал, ниту ги подпрашувал, ниту како сте, ниту што сте. Тие поминувале менопаузата, да речем, оној посебно транзициониот период. Мислам дека многу полесно отколку сега, ама тоа е само моје мислење. Навистина не знам. Не се сеќавам да мојата мајка или мојата баба дека се жалеле. Токму така. Некогаш се пожалиле на леле, имам тегоби, вакви, такви. Некогаш може би само спомнале, меѓутоа ништо сигнификантно, ништо значително. Може би сега се симптомите поизразени или пак сега сме почувствителни? Така е, јас би рекла второто. Да, јас сепак би рекла второто. Малку повеќе знаеме за работите што не обкружуваат, а колку повеќе знаеме, толку повеќе си наоѓаме проблеми и си бараме проблеми самите ние. Но како и да е, со менопаузата се завршува нашиот живот, односно животот на жената. Тоа значи дека тој постменопаузален период си трае до сенилноста, па и потака. Значи, кога еднаш жената ќе влезе во менопауза, тоа е тоа. А како се нарекува транзициониот период што води кон менопауза? Тоа е оној период кога обично жените се жалат дека чувствуваат некакво пецкање во дојките, болност на дојките или пак поизразени имаат симптоми на предменструалниот циклус, PMS, што се нарекува? Тој период се нарекува перименопауза, односно периодот, јас би го нарекла пременопауза, меѓутоа и перименопауза е начално прифатен термин. Што се случува тогаш? Практично овој период почнува разочарувачки, ќе биде сега ова што ќе го кажем, меѓутоа многу рано. Веќе од 35-та година од животот на жената започнува минимална промена на хормоните. Значи, навистина минимална, која што на крај пак доведува до нагл прекин. Така да промените настануваат релативно рано, но поизразени се кога ќе почне циклусот да недостасува или да е приуренет. Да шета, што велат жените. Да, така, да трокира, вака, кажено народски. Значи, почнува или да доаѓа во текот на еден месец порано, неколку дена, или 15 дена порано, или пак се случува често пати жената да нема неколку месеци циклус. Значи, месеци циклус, па се загрижува, па да не е бремена. И тоа се случува, бидејќи тогаш овулацијата е многу нередовна. Постои. И за време на перименопаузата постојат овулативни циклуси. Меѓутоа, тие се толку нерегуларни да многу често и тоа трето детенце, кога го има, нели, се должи токму на тоа. Жената си е малку поопуштена, смета дека нема редовни циклуси, дека
Не може да се случи нешто такво. Но може да забремени. Апсолутно може. Во тој период може да забремени многу лесно. Тие е многу неочекувано и нема регуларности. Во оној период на перименопауза, кога циклусите доаѓаат почесто наместо поретко, жените се жалат на умор и на слабокрвност. Може ли тоа да доведе до некаков здравствен проблем? Доколку во месецот има, да речеме, 2 менструации кои што траат релативно долго? Да. Секогаш кога се има на помал број на денови менструација, секако дека доаѓа до анемизирање, особено нели слабокрвност, особено ако се обилни менструациите, така да од тука доаѓа и уморот, и заморот, и главоболката, но и да не е присутна оваа нерегуларност и да не постојат циклуси, да речеме во неколку месечен интервал, сепак тие два хормони кои што се покачуваат, тоа се ФСХ и ЛХ во хипофизата, тие делуваат и на терморегулаторниот центар. Значи, терморегулаторниот центар е причина за сите тие топли бранови или за сето тоа лошо чувство, потење, препотување во ниедно време. Кој поменал низ тој период многу добро ме разбира што сакам да кажам. Ќе ги погледнеме детално сите симптоми кои што се дел од менопаузата, но би се задржал уште малку на хормоните. Споменавте некои два хормона кои што се покачуваат, но има ли некои што се намалуваат? Како изгледа сето тоа? Првично се намалуваат естрогените хормони. Естрогените се хормоните кои што ги лачи нашиот јајник, значи јајникот кај жената. И кога естрогените се намалуваат, тогаш тоа е стимул на хипофизата, нели, која што се наоѓа зад носот, стимул на хипофизата дека јас немам доволна количина на естрогени, и хипофизата добива податок дека ги нема тие хормони и започнува да стимулира лачење. Тоа е ФСХ фоликулостимулирачки хормон и лутеинизирачки хормон. И двата играат многу важна улога во менструирањето, значи во репродуктивните циклуси кај жената. И сега доколку естрогени нема, им дава податок, нели, преку крвта стигнува информација до нашата хипофиза дека треба да се лачи повеќе. И затоа тие хормони, стимулативни хормони, се покачуваат, обидувајќи се да го натераат кутриот јајник, кој што веќе нема јајцеклетки, нели, затоа што до животот имаме генетски определена количина на јајцеклетки кои ќе се потрошат во текот на еден живот и ги нема. Ама тие не знаат дека ги нема и овие хипофизни хормони настојуваат да го натераат јајникот и понатака да лачи, нели, естрогени кои што практично самиот јајник ги нема. Можеме да прочитаме исто така на интернет дека постои добар и лош естроген. Има ли вистина во тоа? До некаде. Значи, базично постојат 3 типа на естрогени. Естрадиолот е тоа Е2 со бројчето 2, значи го нарекуваме Е2. Естрадиолот е оној кој што го имаме во репродуктивниот период, сите ние, тоесно жените. Естриол, тоа е Е3, естриол, тој се лачи и од бебето. Значи, тој се појавува и се зголемува тогаш кога е жената бремена. А Е1, нели, јас почнав од двојката кој што е најчест, бидејќи најголем дел не е сепак репродуктивен. А Е1 е оној естрадиол кој што се лачи во текот на менопаузата. И затоа добриот би бил Е2, а Е1 кој што се лачи во менопаузата, кој што доминира во менопаузата, е практично тој лошиот холестерол. Исто како што велиме добар и лош холестерол. Практично тоа е и холестерол, значи, и вамо е естрадиол. Значи тој Е1 всушност ги создава тегобите? Или не е толку едноставно? Не е толку едноставно. Значи Е1 доминира, значи естронот е Е1 и тој доминира во менопауза. Така, тој доминира во менопауза. Но сето е вкупно во еден вкупен естрадиол, така се кажува. Значи, ама ако го поделиме на 3 дела, еве овој првиот доминира во менопаузата, вториот за нашиот репродуктивен период, а третиот е само исклучиво кога сме бремени. За да се потврди дали една жена е во менопауз или не, ги правите испитувањата лабораториски преку крвта токму на овие параметри? Да, токму така. Ги правиме, значи, анамнестички, жената мора да каже кога последен пат добила циклус, го забележуваме тоа, па ги правиме, значи, Е2, нели, естрогените ги правиме, стимулирачките хормони од хипофизата ги правиме, прогестеронот често пати, но и не мора.
И тука работиме заедно со гинекологот. Значи ги праќаме на гинеколог или пак тој ги праќа кај нас. Значи тука мора да биде соработката тесна, за да видиме како изгледа јајникот и како изгледа ендометриумот и како изгледа матката, бидејќи промените се реперкуираат, значи и тука. Сега ќе ги погледнеме најчестите симптоми кои што укажуваат на менопаузата. Еве ние што издвоивме. Тоа се сувост на вагината, налети на топли бранови, ноќно потење или студ, потреба за често мокрење, проблеми со сонот, емоционални промени, зголемена телесна тежина, сува кожа и суви очи, промени кај дојките, проблеми со концентрацијата. Докторки, ова е само дел од она што може да биде како симптом на менопаузата, што значи воопшто не е лесно. Еве да започнеме со сувоста на вагината. Жените се жалат дека во тој период имаат проблем со сексуалните односи, чувствуваат болка и слично. Дали ова е симптом што се јавува кај сите жени, сувост? Во главном кај сите жени, бидејќи се должи на недостатокот на естрогени. Естрогените се тие хормони кои што практично даваат влажноста на вагината и нели учествуваат во целиот тој комплициран процес во нашиот репродуктивен период. И сега недостатокот на естрогени не е само, нема реперкусија само врз вагината. Исто така и со кожата. Значи кожата на веќата не е толку мека, не е толку еластична. Проблеми, како што кажавте, и со очите, со устата, значи сувост на вагината, чести вагинални инфекции, значи целиот епител, целиот организам и сите слузници страдаат. Значи не е само тоа на вагината е видливо, да речеме, кај жените, нели, при сексуален однос на вистина, тоа е проблем. Сите знаеме, нели, колку кожата, да речеме, веќе си го губи и својот тонус. И квалитетот на косата исто така се менува. Исто така и квалитетот на косата. И тука веќе малку имаме и друга работа од причина што како се намалуваат естрогените, тестостеронот не се зголемува толку, колку што имаме релативен недостаток. Значи тестостеронот може да остане ист кај жените, нивото, бидејќи и жените и мажите знаеме дека имаат тестостерон, меѓутоа и жените имаат одредена количина на тестостерон, далеку помало од мажите. Што значи дека во овој случај тестостеронот може да доминира. Тој е ист по концентрација, меѓутоа бидејќи естрогените порано биле поголеми, па доминирале естрогените. Тестостеронот се заскрива малку, меѓутоа сега тестостеронот е пооткриен и токму затоа, да речеме, имаме често пати опаѓање на косата. Не толку заради губитокот на естрогени, туку за релативната доминација на тестостеронот. Често пати, ако забележите кај повозрастните жени, кај постарите, веќе и над 70 имаат, нели, зголемена влакнатост на брадата, се менува гласот, така, косата опаѓа по оној андроген тип, нели, како келавост, речеме, делумна. Така да, купно, има многу промени кај жените, кои што за жал, за разлика од мажите, се јавуваат многу нагло. Ова си постепено, да. Меѓутоа, кога ќе го снема циклусот, тука веќе нагло настануваат овие промени. Една од главните промени што се случува се налетите на топли бранови и обично жените се жалат на тоа, дека е тоа неиздржливо. Токму така. Појаснивте всушност дека Центарот за терморегулација всушност е засегнат. Оној кој што е засегнат. Сега има ли нешто што може да ги тригерира овие топли бранови? Тоа, самата менопауза и самиот недостаток на естрогени и високите стимулативни хормони од озгора се практично тригер за да се поремети овој Центар за терморегулација. Така да, тоа е навистина голем проблем и сега вака зборувајќи многу едноставно е, нели, како кај техничките науки, ќе му го додадеш, нели, тоа, ќе додадеш она што недостасува и ќе се реши проблемот. Тоа се ќе се среди, така, меѓутоа тука не е баш така и покрај тоа што има терапија и за тоа. Како изгледа точно топлите бранови? Можете ли да ни опишете како жените да знаат дека се работи токму за балунзи, ако не се лажам, се нарекуваат? Во кој дел од денот се јавуваат? Жените ги опишуваат како настанува нагло, например, во текот, значи знае да ги разбуди и сред ног. Знаат да се разбудат, ама мокри, така се опишуваат, како да седеле под дожд. Знаат тоа да се случи насред работа, насред состанок, насред презентација некаква се, нели, зависи од она што го работи самата пациентка, оти сепак се тоа помлади, се уште не се во пензија жени, така. Значи, знаат да се случи било кога, при возење кола. И тоа
многу тешко, многу мачно. Одеднаш потење, одеднаш топлина, одеднаш црвенило. Просто непријатно е дури и да го гледаш тоа пред себе вака, некоја пријателка или некоја колешка кога се има. Многу е лошо за самата, мислам, ние разбираме, меѓутоа таа самата се чувства многу лошо. Непријатно. И спонтано поминува. Само од себе, одеднаш се повлекува. Само од себе, да. Нешто ќе се откачи во мозокот и нешто ќе се среди после тоа. Само по себе поминува. А колку долго може да перзистираат? Може 5 минути, може 10 минути, може половина час, може час. Се ова што зборуваме е премногу индивидуално. Може во текот на цела менопауза да се присутни? Не може до 15 години ова да се случува. Значи, откако ќе прекине, прво овие работи може да се случуваат и пред да настане комплетен прекин. И во периодот на перименопауза. Но не толку често, ама кога ќе прекине веќе циклусот, кога ќе се покачат оние хормони, дури и до троцифрена бројка од ИФСХ-то, тука веќе може да започнат овие работи. Значи, дури 15 години жената може да се измачува може да ги со чувствува топлите бранови. Науката вели и 15 години, јас имам, да речеме, пациентки кои што и можеби не со таков интензитет, но менува квалитет на живот секако. Драматично. Да погледнеме што уште ни е на издвоено како симптом на менопауза. Веќе го споменавме ноќното путење, но тука и студот. Може да се чувствува жената во сред лето дека и студи. Така, само што тоа помалку драматично се чувствува. Не е толку драматично. Да, не е така драматично. Иначе, штом се поремети терморегулативниот центар, се може. Сега доаѓаме до потребата за често мокрење. Тука се и честите уринарни инфекции. Зошто пак тоа се случува? Сувоста на вагината го предизвикува тоа. И целиот епител, само спомнав дека целиот епител, значи сите слузници се засегнати кога настанува менопаузата. Тоа значи и слузниците на мочниот меур и на уретрата, значи сето тоа. А бидејќи кај жената соодносот на уретрата, значи на отворот од каде што нели излегува урината до вагината е само еден многу тенок зид. Тие се често пати неколку милиметри одвоени. Значи милиметри го двои отворот од мочниот меур до отворот од вагината. Милиметри се во прашање. Така да тука многу често кандидата се префрла. Имунитетот паѓа, настануваат бактериски инфекции. Многу често. А што е со уринарната инконтиненција, односно неволното испуштање на урина? Тоа е поврзано директно со менопаузата или не? Тоа често пати е поврзано со менопаузата, тоа попушта карличното дно. Значи мускулатурата попушта. Мускулатурата попушта на карлицата, нели? Тоа се повеќе група на мускули кои што ги држат, нели, стомачните органи и карлицата, значи долниот и горниот дел од стомакот ги држат. Тоа почесто се случува, но и не мора да значи кај по-крупни жени, по-дебели жени, каде што тежи, нели, се тежи под влијание на земјината тежа, целата таа маса тежи и често пати попушта. Попушта самата мускулатура, попушта тонусот на мускулатурата во менопаузата и едноставно тежи и многу често придонесува за паѓање. Значи пролапс и дури да падне матката. И тој веќе гинеколошки сериозен проблем и тука веќе треба да се интервенира хируршки. Така, кај урогинеколог, предпоставам, за да се среди, бидејќи многу жени со години живеат со тој проблем, едноставно само си ја враќаат матката која што ќе излезе низ вагината и го прифатиле тоа како дел од староста. Да, ќе стават влошка, ќе стават дури некогаш и пелена и така натака. И тоа може да се повтори, бидејќи тој зид сега има разни техники имаат за решавање на проблемот. Да, подигање на зидот, меѓутоа пак тежината е таа, нели, тука е малку и проблемот со дебелината. Така. Проблеми со сонот. Дали проблемите со сонот се директно поврзани со ние топли бранови кои што ги споменавте, што може да се јават во текот на ноќ или сонот си е засегнат? И независно, значи сонот си е засегнат секако. Нема мирен сон, значи психата е засегната. Генерално повеќе се овие проблеми од психичка природа. Така да постојат и концентрација, значи се намалува концентрацијата. Естрогените многу се важни во животот на една жена и како полека паѓа целата таа работа, така и концентрацијата паѓа и сонот се нарушува. Да не зборам дека сега во денешно време па со овој начин на живот толку млади луѓе имаат проблеми со сонот да само се потенцира во менопаузата. Емоционалните проблеми веќе ги споменавте, дека и самото неприфаќање на промената, односно незадоволството од крајот на репродуктивниот период ми се чини дека кај жената создава проблем. Не секој лесно може тоа да го прифати. Ама тоа е генерално проблем со психата. Значи, таа психа што не може да прифати
дека тоа е тоа, нели, дека се завршува еден период и дека влегуваш во еден сосема друг период во животот, од животот. Истата таа псика не прифаќала и претходно други работи, додека била во репродуктивниот период. Значи, тука малце корените се од порано, не е, значи, во моментот настанува менопаузата и сега одеднаш, а се друго е прифаќано во животот. Значи, тука имаме општ психолошки проблем. Значи, дури во терапијата често пати знаат да се дават и антидепресиви, нели, за да се надмине овој пат на расположението, меѓутоа науката кажува дека генерално жените кои што биле склони кон депресија и пред менопаузата и во текот на целиот нивен живот, практично тие се тие кои што ја потенцираат депресијата ако претходно не била диагностицирана. Значи, тие имаат всушност големен ризик за да развијат депресивно... Има, да, постои. Постои ризик и пред менопаузата и тие генерално тешко ги прифаќаат промените и проблемите во животот. Така, депресивното расположение, значи си влече некакви корени. Зголемена телесна тежина. Многу жени тврдат дека се поправиле за време на менопауза, ако не промениле никакви животни навики. Значи има вистина во ова, во право се. Има вистина, бидејќи тука има вистина со инсулинот, со лачењето на инсулинот, со инсулинската резистенција. Општо има промена на хормоните, значи естрогените многу и други хормонски системи рушат. Значи, тоа веќе дали можеме да го припишеме на самото старење. Значи, има еден термин кој што веројатно не ви е познат, кој што се нарекува соматопауза. Соматопауза значи хормонот за раст кој што нормално си се лачи, нели, во текот на животот, и тој почнува помалку да се лачи. Исто така и надбобрежните жлезди малце помалку ги лачат своите хормони. Значи, сакам да кажам дека не се само естрогените причина за сето ова. Сите процесот на старење кој што е нормален процес, нели, се обидуваат сега нешто да го запрат луѓето, ама тешко им оди. Нормален процес на старење, тоа значи повеќе оски, да не речем сите хормонски оски се засегнати. Не исклучени се, не е само репродуктивната оска, целата енергија и некој што нема проблеми, да речеме со менопаузата и никогаш немал проблеми, или пак кај мажите, нели, кој што малце поинаку се рефлектира и тоа се нарекува андропауза, нели, само што многу поспоро настанува, и кај нив настануваат овие проблеми со хормонот за раст помалку се лачи, надбобрежните жлезди помалку лачат, тестостеронот секако помалку се лачи кај едните и кај другите, така да процесот на старење е комплексна работа, но сепак би рекла природна. И сега како резултат на ова засегање на бројни хормонски оски, колку килограми жените може да накачат во овој период? Што значи тоа? Да, значи не смееме многу да се залажуваме. Во просек, ако жената јаде и се прави, значи јаде исто, и се движи исто, и се прави исто, за една година само на менопаузата можеме да отпишеме 1 килограм. Аха, само 1 килограм? Само еден. Само еден. Не може се оправдаат 5-10 килограми. 5-10 нема правдање, не. Она што се случи во менопаузата е што генерално жените малку повеќе се движат. Малку помалку се движат, пардон. И малку повеќе можеби се хранат, ама секако малку повеќе се движат. А забавен им е метаболизмот? Велат чувствуваат дека им е забавен. Така, тоа е тоа. Значи забавен е метаболизмот. Да, значи метаболизмот се успорува, но не толку многу, значи 1 килограмче е дозволено само на тоа, ама затоа треба малку повеќе да внимаваме во текот на менопаузата. Кога ќе влеземе ние жените во менопауза, треба малку повеќе да внимаваме на храна и треба малку повеќе да се движиме. И тоа се одредени типови на да речем, движење или вежби. Меѓутоа, тоа ако ние не го правиме, сега малку друга тема за сега, ако ние не го правиме тоа во текот на животот, и нашиот рбец страда, и тука веќе доаѓаат, нели, боли ова, боли она, колено, кичма, и помалку се движат, и тоа автоматски и да се храниме исто, при помалку движење, тежината ќе не се наголемува и да не е присутна менопаузата. А за време на менопауза, дали стомачата дебелина е повеќе изразена во однос на останатата? Да, хормоните така се менуваат, да, стомачната дебелина. Бидејќи жените велат ми се јави стомак, никако не можам да го симнам. Точно така, можат нозете да останат исти, да речеме по обем, меѓутоа стомакот се дебеле, да. Тоа е на андрогена дебелина, нели имаме гинекоидна и андроидна. Гинекоидната е женска дебелина, а андроидната е машка. Овој тип, значи ова како што мажите се дебелат, нели, стомакот немаат колкови. Сега и жените и кои имаат и кои немаат колкови,
во стомакот ставаат ќелаши. Што е со промената на дојките? Некои жени тврдат дека им се зголемиле дојките, други пак дека го загубиле волуменот. Секако. Тоа е нормално? Естрогените и тоа го прават. И тоа е нормално. Естрогените како што влијаат на целиот репродуктивен систем, така и делуваат и на дојките. Но повеќе е тука во разликата е во промената на тонусот на мускулатурата. Значи секако се опаѓа. Тонусот опаѓа и автоматски и дојките стежнуваат под дејство на земјината тежа. Проблеми со концентрацијата се јавуваат, тоа веќе го напоменавте, но и заборавеност. Некои велат дека почнуваат да забораваат, па се плашат да не случајно имаат Алцхаймер или пак некоја почетна форма на деменција. Така е, тоа е точно, забораваат, ама мислам дека заборавањето е сега и од преголемите обврски и многу почесто заборавноста се случува претходно, но може ако е поизразена и навистина да се посети психијатар, односно да се поразговара со психијатар, да се види дали е веќе тоа во нормални, да речем, менопаузални или работи кои што следат нели со текот на старење, или пак е веќе позабрзана, да речеме, во рамките на деменцијата или Алцхаймер. Значи треба да се направи некаков Апсолутно, тест да. доколку се забележи Да, ние ги, заборавеност. да речеме, јас лично ги праќам на консултација со психијатар многу често, токму и заради тоа што сите овие проблеми никогаш не можем да знам дали се должат. Не можеме да знаеме ние докторите. Со сигурност. Дали се должат на менопаузата или се должат евентуално на самиот процес на старење. Впрочем, не можеме ни да ги одвоиме процесот на старење од процесот на менопауза. Ќе ги поканиме докторки гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна. Доцент доктор Искра Битовски, ендокринолог, ќе даде појаснување на сите ваши дилеми поврзани со менопаузата, симптомите па и начините на третирање на сите проблеми кои што се поврзани со овој животен период кај жената, секако и на сето она што ние го предвидовме во денешниот концепт на емисијата. Сега да проговориме за начините на кои што всушност би можеле да се решат овие бројни проблеми, бидејќи жените поставуваат прашање што понатаму, што да се прави, има ли начин животот да се нормализира, да се врати квалитетот на живот? Да. Квалитетот на животот, како да се надменат овие работи. Значи, многу се зборувало за естрогените хормони. Значи, во вид на контрацептиви се познати уште од некаде 50-тите, 60-тите години од минатиот век. Така да, ако го првиот пат на Националниот институт за здравје во Америка, знаете, американците се многу посклони кон статистики и даваат пари за тоа, кога првиот пат застанала жена, единствениот пат до сега, директор на Националниот институт за здравје, започнала една студија со бројка некаде околу 190.000 жени. Опфатила таа студија, бидејќи веќе контрацептивите биле познати и постоеле на пазарот, и решила да дозволи, да отпушти финансии, да се направи една голема студија во делот на овие хормони, каде што биле жените поделени во неколку групи, меѓу кои на едната група на жени биле давани хормони, на другите само суплементи од типот на калциум, естроген и D-витамин, на третата група не било давано ништо и значи почнале така да се гледат, да се види, да се сумираат резултатите од да речеме бенефитот или штетата во репродуктивното здравје, бидејќи до претходно само мажи учествувале во студии и на жените им било забрането. И оваа студија и до ден денес позната и токму затоа и многу со страв се даваат овие женски хормони, бидејќи биле даване апсолутно некритично. Имало прилично лоши резултати, односно бил зголемен ракот, значи бројката на жени со карцином на дојки бил многу пати поголем кај жените кои што примале хормони, отколку кај жените кои што не примале. И од тука се почнати многу анализи од таа студија, за да е установено сепак дека во таа студија просечната вредност на менопауза било 12 години. Значи, откако жените веќе биле влезени 12 години во менопауза, тогаш им се давала давале. Меѓутоа, излезени биле резултатите и некако многу травматично и делувале и на докторите и на жените. Така да и до ден денеска оваа студија и покрај тоа што одамна завршена, се уште така лебди во воздухот ова што е зборувано. Потоа е веќе направена комплетна ревизија и значи сега се безбедни
комбинацијата на естрогени и прогестерон кај жени кои имаат матка, оти различна е терапијата кај жени кои немаат матка и различна е терапијата кај жени. Значи различен е составот на хормоните кај оние кои имаат матка. Сосема е различен типот на хормоните, но како и да е, да не делува многу збунувачки, многу внимаваме кога даваме хормони. На што внимавате? Кога ќе дојде една жена и ќе се пожали дека има многу од овие симптоми кои што ги наброевме? Прво, најголемата штета е направена во делот на карцином на дојки и во делот на тромбемболии. Во делот на тромбоза, значи тромботичните фактори се зголемуваат и ден денеска се зголемуваат. Но токму затоа оваа терапија е наменета кај жени кои што прво во својата генеза ниту тие сами имале карцином, според мене јас било каков тип на карцином, било се работи за карцином на ендометриум или за карцином на дојка имаат сами поминато, или жени, значи мајка, баба, кои што имаат во тесното семејство. Да. И дали имаат склоност кон тромбемболии. Значи доколку овие двете работи ги исклучам, тогаш доаѓа во опција да дадам хормонска субституцијска терапија. И сите овие работи ги следиме и понатака, нели, доколку жената редовно прави мемографија и редовно правиме тестови за хемостаза. И сепак е резервирана за оние жени кои што имаат неподносливи вакви топли бранови, неподносливи симптоми, каде што навистина е комплетно засегнат и квалитетот на живот. Значи, ги даваме хормоните, меѓутоа многу внимаваме кај кои жени ги даваме. Значи, не секоја жена која што чувствува благи симптоми би требало да земе за да си го олесни животот. Да, не препорачувате. Бидејќи некои ги земат и за да се чувствуваат подобро, за кожата да им изгледа подобро. Така почнале 90-тите и кусур години, меѓутоа се покажало сепак дека тоа не е толку наивно. Но си имаме каде точно ги даваме и си одиме со, да речеме, со редовни контроли. Бидејќи хормонската субституцијска терапија е една во препораките за лекување на остеопорозата. Бидејќи не ги спомнавме ние коските. Ќе стигнеме и до тоа, само да им дадеме предност на гледачите. Остеопорозата и болестите на срцето ни се следни, но да им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото, до докторката особено и до вас како водителка, прекрасно се. Ви благодарам. За прв пат ве добивам и сум презадоволна. Толкова докторката објаснува, со ваша се разбира учество во емисијата, преубаво. Да сте живи, здрави, све најбољи посакувам од се срце и убав ден пред себе имате. Сакам да прашам докторката да појасни како миомот се создава, односно кај повеќето жени во перименопауза или пак во самата менопауза. Пошто јас имам 72 години, сега ќе наполнам во февруари. Така? Значи, 51 годиште сум. Добро се чувствам, се е окей, меѓутоа ради миомот на матката што ми беше, за жал, сега е повлечен, ми рекол, меѓутоа одамна не сум направила преглед, пошто просторот е буквално затворен и не можам ништо да направам, па би сакала да ја прашам докторката како се создава тој миом. Иначе имав и метриоза, тоа што го кажувате, нели, на матката, ѕидовите здебелени на времето. Сега, иначе многу крварев, додека без во менопауза, од почетокот. Така. И сега да прашам докторката каде би можела да ја најдам и кои се нејзините термини. Така. И воедно да ве сослушам. Ви благодарам и така, ви благодарам за вклучувањето. Доктор Искра Битоска е ендокринолог и е дел од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Повелете, докторке, што можете да кажете за миомот и поврзаноста со тоа веќе е повеќе гинеколошка работа, да, затоа што миоми имаат и помлади жени, но во секој случај миомите најчесто зависи од локализацијата, каде се наоѓа, дали е субсерозен, дали е субмукозен, дали е субмускуларен, значи во кој слој се наоѓа, дали расте или се зголемува. Значи постојат, има миоми кои што навистина се многу големи и кои што доведуваат до потреба да се извади целата матка, да се оперира и така натака. Пациентката има 72 години, колку што разбрав. Доколку миомот постои претходно, многу често се суши самиот, односно самиот се повлекува, односно се намалува.
Така да миомот дали е поврзан со менопаузата или не, и не мора да биде поврзан со менопаузата, но како и да е, сепак гинекологот овде го има главниот збор во овој случај. Значи посета, преглед кај гинеколог. Апсолутно, да. Нека ендокринолог во овој случај, гинеколошки преглед е потребен. Ќе вклучиме уште еден гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Дали се слушаме со следниот гледач? Бидејќи јас слушам тука ехо. Да, одлично ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, само намалете го звукот, односно тонот на вашиот телевизор. Поздрав до емисијата и до докторката. Ви благодарам. Јас само ќе ве замолам да го исклучите тонот на телевизорот, така е најдобро за да можеме нормално да комуницираме во емисијата. Повелете да го слушнеме прашањето. Поздрав за емисијата и за докторката. Благодарам. Јас сум имам проблем со тироидната од 2015-та. Во 6 месец се оперирав. Бев кај докторката, исто голем поздрав за неја и премногу сум задоволна. Во Филип II имав преглед кај докторката Битовска. Значи, со терапијата со тирозолот не ми се регулираше никако и ми препорача операција. Како извадив тироидната, сега имам проблем со паратироидните жлезди, со калциумот. Малку може би ќе избегам од темата, но многу ме интересираше, па ако може докторката да ја замолам да ми објасни колку време оди опоравувањето на паратироидните жлезди. Исто така и симптоми кои што ги имав, како премореност, малаксаност, болки во коски. Матичната докторка ми рече дека без разлика тоа што ја се уште имам циклуси, но веќе дека тоа се почетни фази на менопауза. Дали тоа е поврзано и како би одело сега натаму, бидејќи ми е одстранета тироидната жлезда, па што да очекувам понатаму? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, малку излегуваме од темата, значи пациентката има одстранета тироидна жлеза, но сега има проблем со паратироидните, односно колку време трае тоа опоравување? И дали симптомите што ги има сега се поврзани всушност со менопауза? Значи, јас не можев да разберам дали сега тироидната е извадена или имала проблем со паратироидната. Значи, тироидната жлеза е извадена, но тогаш веќе има некакви проблеми со паратироидните. Значи, паратироидните жлези се само сместени локацијски за тироидната жлеза. Тие се апсолутно посебно функционираат и сосема поинаква работа вршат во телото. Тироидната лачи едни хормони, а паратироидните жлези се лачат сосема други хормони поврзани со метаболизмот на коската. Значи, може да се наруши нивната функција при отстранувањето на тироидната жлеза? При отстранувањето може да се наруши ако се извадат. Аха. А ако се повреда, да речеме? Не можат никако да се поврзат, тоа се различни органи. Различни органи само се локацијски сместени позади, затоа и не се ни видливи на ехо. Затоа се обидувам да се сетам, не можем. Значи, тироидната жлезда е едно, паратироидните се апсолутно различни органи, поврзани позади, само локацијски се сместени тука. И многу често кога хирургот ја вади тироидејата, може да е невнимателен, па да ја извади и паратироидната жлезда. Значи, во овој случај може да, не знам, дали е целата тироидна жлезда извадена, дали е дел од тироидната жлезда извадена, не можев да разберам. Значи, сепак ова се прашања при кои што треба малце подлабока анализа и евентуално туку секако преглед. Да, значи има посебни испитувања за тироидата, се едни испитувања, за паратироидата се сосема други. Било да се работи за лабораториски испитувања, било да се работи за визуализациони техники. Значи, сосема се различни двата органи, јако се во сооднос еден со друг. И сега, докторке, кога некоја пациентка има ваков проблем со тироидната жлезда, е во отстранет дел или пак целосно странат, или пак е во хипо, евентуално жлездата не излачува доволно хормони и чувствува пребар. И е во менопауза. Како знаете всушност каде е проблемот? Дали е во менопаузата или во тироидната жлезда? Дали самата тироидна жлезда може да доведе до порана менопауза? Не, самата тироидна жлезда не може да доведе до преранета менопауза. Тироидната жлезда си го, ако се е со намалено лачење, си го предизвикува тој замор, слабост, малаксалност или успорен метаболизам на сосема поинаков пат од менопаузата, така да не се поврзани едни со други и доколку имаме се сомневаме на некаква си поврзаност, во тој случај една лабораториска анализа ќе ни покаже за што се работи, прилично едноставно. Премалку ја спомнавте хормонската терапија, кога станува збор за изразени симптоми кај менопауза, но добивам знак дека имаме повторно гледачите од Вајца. Ќе ги вклучиме во програма, потоа ќе ги поставам моите прашања за нехормонската терапија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте.
Поздрав до докторката и до вас. Ме интересира едно прашање. Оперирана е од канцер пред 3 години на дојката. Резултатите се супер, одлично е се, меѓутоа сега во уринокултурата е пронајдено Шерихија коли, бактеријата. Сега, кај нејзиниот случај, дали може тоа со антибиотик да се лече или што би препорача? Така, само имате предвид дека денешната докторка е ендокринолог. Да. Така, ендокринолог, зборуваме за хормоните, овој пат за женските хормони, ова мислам дека е друг домен. Докторка, за лекување на Шерихија коли во уринарен тракт, тоа треба да биде... Шерихијата коли е многу честа инфекција и често пати е многу резистентна и покрај тоа што е надвор од мојата тема, нели, тие работи ги работам, може да е многу почеста согласно уринарните инфекции кои што се почести во менопаузата. Но како и да е, ќе мора да се направи, нели, уринокултура со антибиограм и врз база на антибиограмот да се лекува уринарната инфекција. Со тоа да напоменам дека секогаш кога се оди да се остави урина, било за обичен преглед седимент, било за уринокултура, треба тоа да биде од средниот млаз. Тоа значи дека првиот млаз кој што е загаден треба да се пушти, нели, надоле и во шишенцето да се стави средниот млаз и тоа да се однесе на испитување. Значи тоа обично го прави матичен доктор или евентуално интернист. Сега доколку се работи за многу рефрактерна, односно многу отпорна Шерихија коли, веќе тука стапуваат на сцена други специјалности и други антибиотици. Така. Ние продолжуваме понатаму да проговориме за нехормонската терапија кога станува збор за менопаузата и изразените симптоми кои што создаваат бројни проблеми кај жената. Дали оние препарати што се на растителна основа и велат дека имитираат хормони може да дадат добри резултати, дали се безбедни? Да, безбедни се и може да дадат добри резултати. Има повеќе такви препарати. Дури фармацевтите и повеќе ги знаат од мене кои се тие препарати, нели, бидејќи и работат со нив. Значи на растителна основа е убаво. Моето искуство е дека сепак малку послабо делува, што е сосема нормално, бидејќи рецепторите не се исти, или естрогенски и овие што се. Но едно сега скоро читав дека дури сега има една студија во која што се работи за се испитува, односно се прави еден естроген од растително потекло и сега почнуваат студии со тој естроген од растително потекло, се нарекува E4. Нели спомнав 3. И сега ова е многу нова работа што ја споделувам, да. Дека веќе почнуваат да се прават препарати со тој растителен естроген кој што би требало и има веќе да речеме, првите резултати од тие студии се дека навистина одлично го имитира биохемискиот естроген, односно вештачкиот естроген што се прави, хемискиот естроген, така да оставиме малку науката се бави и со тоа, па да се надеваме дека и тука ќе имаме некакво си подобрување, да не ги прави овие, нели, несакани, тешки несакани ефекти кои што ги прави синтетичкиот естроген. А промената во исхраната може да помогне? Промената во исхраната секако може да помогне, е препорачлива во комбинација со физичка активност, нели, тоа го спомнавме, но за жал нашите пациентки кои претходно не се бавеле со физичка активност, веќе коските, нели, кога доаѓаме на ниво на остеопороза, веќе коските им се послаби и веќе имаат тешки промени на рбетот, заради што и не можат многу да се движат. Значи, многу е препорачлива физичката активност, особено во менопаузата, но заради тоа што не внимаваме како помлади, а рбетот наш кумулира и памти, за жал не заборава, туку само се таложат тие микрофрактури и микротрауми во рбетот, за да на крај кога веќе влегуваме во менопаузата, коската и сама по себе е трошна, уште полоша станува заради недостатокот на естрогениот. Естрогените многу убаво го регулираат метаболизмот на калциумот, сега естрогените ги нема, нели, па коската станува трошна, значи не се вградува толку калциум и минерали колку порано, а веќе не сме си внимавале на себе си долго време наназад и оваа коска станува трошна и кршна и практично нашите пациенти тешко може да се движат. Во комбинација со зголемената телесна тежина, поразително. Да, тоа делува поразително и тука се соочуваме со големи проблеми.
Значи затоа треба да се внимава Од помлад. од помлада Од многу возраст. помлад. Токму Физичка активност, затоа што вела дека и за здравјето на коските е многу важна физичката активност. Апсолутно. Цврстината на коските на некаков начин е Најважно. поврзана со физичката активност. А не на некој начин, Марија, на секој единствен, начин. на заради секој тоа начин, што, да. Мускулите се припоени со помош на тетивите, мускулите се припоени на коските. И сега колку ние поубаво го движиме мускулот, толку метаболизмот на коските е многу поубав. Многу коската многу помалку се троши. Оти коската секојдневно, секоја секунда се разградува и се изградува. Едни клетки ја разградуваат, други клетки ја изградуваат. Значи тие празнини се полнат, нели? Како се празнат, така си се полнат. И сега ние тоа со физичката активност и со исправен начин на исхрана можеме тој процес многу да го успориме. Значи трошењето на коската можеме многу да ја успориме. Да го успориме тој процес со нашата правилна исхрана и со добра физичка активност. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Остана неодговорени прашања поврзани со болестите кои што се поврзани со менопаузата. Еве остеопорозата е едно од нив, но за тоа има цела емисија за да се зборува. Ви благодарам уште еднаш многу за гостувањето. Ти благодарам и на поканата. И вам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, зборувавме за менопаузата. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Ви посакувам пријатен ден.